Srbija igrate samo od srce. Igrate samo od srce maški. I ne bitno neke pobedite ili ih izgubite. Sve to što budete sa vas. Kako malo tako i to ih pita na redu da se igrate. Može li sve zajedno da ispravime hipata? Šefe, kaži mi samo kratko jedna rečenica. Kako se čustvuješ, ništa drugo. Čestitke za povratnik, kako se čustvuješ? Jedna ljubav, jedan život, jedna ljubav. Jedan život, jedna ljubav. Čestitke. Miki, čestitke Miki. Ajde. Kako se čustvuješ? Samo to prašanje, go praša Vasovski tebe. Jedna život, jedna ljubav, Mika Vasovski. Ti? Čustvo, znači konačno plod na ono što je na cel trud, na celo zalaganje što го имаме цела сезона. Играчите денеска конечно не посака топката и заслужено. Мислам дека беше заслужено и Честитки Мики, ајде само напред. Без многу голема еуфорија тераме напред. Значи имаме пред нас многу предизвици, веќе во среда во купот, па потоа Брера, па потоа за останат над прва лига место. Значи со Струга, па после имаме пак повторно со Воска, Скупи Воска и така. Му фалеше на Вардар, му фалеше една победа, се на ивица 1-0, 1-0, 1-0, 4-5 врзани на превари по 1-0, сега победува 1-0. Па после едно вакво емотивно празнење, мислам дека ова е таа преодна точка. Мислам дека е преодна некој пресвртна точка дека ја поминавме сега и дека тераме со. Се гледа дека си возбуден, се гледа дека си возбуден. Кажи у камера, кажи. И нас? Огрее на сонце македонско сјајно. Ете така. Работнички Вардар 0:1, полувреме 0:0. 3 големи бода за Вардар во борбата за бегство од дното на табелата. Работнички остана без бодови, иако на зелениот терен во поголем дел од 90 регуларни и 5 екстра
судиски минути се водеше изедначена борба за секоја педа на теренот, со многу трчање, со многу фаули, со многу динамика и со многу неизвестност. И двете екипи на моменти навистина подсетуваа на старите скопски дерби кога играле Работнички и Вардар, од аспект на сето она што се случуваше, реков, долу на тревата, од аспект на ударите кон голот и сето она што голманите успеа да го одбранат или за среќа на една од двете екипи топките завршуваа покрај голот. Во првите 45 минути немаше гол, имаше само 2 жолти картона за Работнички, а сето она што беше најинтересно и што се случуваше беше во второто полувреме, кога очигледно по сугестија на шефот на стручниот штаб на Вардар Александар Васовски, вардарците тргнаа интензивно уште од самиот почеток. Тоа се осети и во новинарската ложа кога вардаровите играчи добија прецизни инструкции да тргнат и да се обидат да ги освојат сите 3 бода, да го освојат целиот плен против реномираниот и исклучително цврст уигран противник кој да располага со голем ростер на фудбалери и сите оние измени кои ги направи нивниот тренер Милан Илиевски покажаа дека кај Работнички не се менува темпото, односот на игра и динамиката кога се прават тие измени. Измените ги имаше и на Вардаровата страна, исклучиво во последните минути кога успеа да го одржат ритмот на играта и да го сочуваат резултатот. Најинтересниот момент по двете пропуштени шанси, по двата зисери, најнапред во 62-та минута, кога нововлезениот Стојановски имаше исклучително добра ситуација, наоѓајќи се сам пред Гачевски, но Вардаровиот голман добро се постави и успеа да го одбрани овој зистер спасувајќи својата мрежа. Во речиси во контрнапад, 2 минути подоцна, и Вардар имаше својата 100% шанса кога пред голот на Работнички се создаде една навистина исклучителна мешаница со неколку ситни удари кон гол, меѓутоа сето тоа не резултираше со гол. Клучниот момент беше во 76-та минута. Вардар изведе корнер од левата страна, топката беше остро нафрлена, а еден од одбранените играчи на Работнички играше со рака. Судијата Игор Стојчевски без двумење во многу брз, да речеме, експресен судиски рок покаже на белата точка. Дарко Мицевски, капитенот на Вардар, рутинирано во негов стил во десниот долен лев агол ја пласираше топката. Голманот Алексовски на Работнички отиде, беше испратен на спортивната страна. Тоа беше гол за Вардар од пенал, водство од 1:0, ерупција од воодушевување на трибината кај Вардаровите навивачи, посебно навивачката група Комити. По овој гол, стрелецот од пенал мораше да ја напушти играта заради ситна повреда која не успеа да ја заличи да остане во игра, а Вардар со направените измени, со инструкциите од Вардаровата клупа успеа до крај со навистина добри напори, да кажам, да го сочува ова водство, да ги освои 3 бодови и навистина да извојува исклучително вредна и голема победа против еден ривал како што е Работнички, кој на денешниот надпревар заслужи целата почит. Сена се 3 нови бода за Вардар, 1:0, како гостни Вардар го победи Работнички на стадионот Борис Трајковски во Маđари. Боже, Звезда без Партизан немаше да обстои. Така. Се согласувам. Нити Партизан без Звезда. Така. Нити Работнички без Вардар, нити Вардар без Работнички. Еве ова дерби што е во Скопје, тоа треба да биде као нешто како Звезда Партизан. Така е. Така треба. И дај Боже да се повтори, да играат двете исти ден и на Работнички да има 20.000, на Вардар само 15. Нели? Не може никој да се деси, ама Хипотетично. Ние вардарците, јас го викам вардарците, бидејќи најавам за Вардар цел живот. да. Меѓутоа Работнички од времето на Червенски, ако добро се сеќам. И што сум го сакал. Јоко бела мечка си видам би бил и Сите нов. навија без Вардар. Го се поправи.